на оваа средба се лоцираа проблемите. Кажано е дека состојбата не е алармантна, меѓутоа е ситуација во која што треба да се преземат мерки, конкретно значи зборуваме за кучињата. Договорено е на средбата превенирана една ситуација од кинолошкото друштво дека добро би било заболените кучиња да се еутаназираат, иако станува збор за крајно непопуларна мерка, со оглед на тоа што зборуваме за куче кое што има развијано болест, значи со цел да се спречи да биде натаму преносител на ова заболување, да биде извор на инсектот од кој што би ја пренесол натаму болеста, се предлага дури измена на законската регулатива на државно ниво, нели, да се дозволи еутаназија, да биде задолжителна еутаназијата кај овие кучиња. Предлогот е да се внимава и упати апел за една зголемена будност кај собствениците на домашните миленичиња, да се пријават кучињата кај кои што ќе се регистрираат одредени надворешни видливи промени. Да се пријават и во ветеринарната инспекција, а представниците на полициската станица од Прилеп истакна дека секој граѓанин кој што ќе забележи одредена промена кај и кучињата бездомници, нели на улица низ градот, да го пријават овој случај на бројот 192, со цел и оваа служба да може да се вклучи во превентивата, во откривањето и спречувањето колку што може повеќе оваа болест да се пренесува и кај човекот. Генерално треба општина Прилеп во рамки на закон, значи на законот за заштита од заразни болести, ќе каже докторката, презема континуирано мерки за дезинсекција во градот. Ќе каже докторката каде точно на кои локации. Меѓутоа, после овој состанок, еве уште еден апел е испратен и уште една зголемена обврска на општината, доколку е потребно да се изврши повторно уште едно прскање со цел да се спречи и да се уништат инсектите кои што ја пренесуваат болеста. Лешманиозата е примарно заболување на животните. Најважен резервоар кај нас се кучињата. Од заболени кучиња на човек, болеста се пренесува со каснување преку еден вектор, така наречен инсект од фамилијата на флеботоми. Тој е ситен инсект, сличен на комарците, меѓутоа не е комарец, многу е помал од комарците. Каснувањето од овој инсект не остава никакви промени на кожата, значи не може да се забележи после каснувањето никаква промена на кожата, че човекот не знае дека бил каснат од инсектот. Лешманиозата инаку е ендемско заболување во тропските предели, меѓутоа како резултат на климатските промени, покачување на температурата, ова заболување станува ендемско и во земјите со поумерена со континентална клима. Во нашата општина болеста е регистрирана првпат во 2007 година кај човек. Од 2007 година до сега, секоја година регистрираме поединечни случаи. Вкупниот број на заболени до сега изнесува 19, со тоа што има и 3 смртни случаи. Секој е осетлив на болеста, односно на каснување од овој инсект. Меѓутоа, децата мали, поради по-слабиот имунитет, се поосетливи, така да поголем број од заболените ни се помали деца, а и повозрасни со некое друго заболување, заради што и компликациите кај нив се почести. Станува збор за сериозно заболување, кое што има долга инкубација и од тие причини може да се открие и многу доцна, кога веќе ќе се појават компликации. Првите симптоми на заболување не се карактеристични, во вид се на покачена температура од непознато потекло, пократкотрајна или подолготрајна. Обично болните се лекуваат од некое друго, значи заболување, не се мисли на лешманиозата, дури подоцна, по неколку недели или неколку месеци, кога се јават карактеристични знаци како анемија, односно слабокрвност, панцитопенија, паѓање на бројот на сите крвни елементи, понатаму зголемување на црниот дроб, на слезинката, значи запајчање на внатрешните органи, тоа е системско заболување, тогаш се помислува на лешманиоза.
Од почеток на оваа година до сега регистриран е еден случај на заболување, значи кај луѓето. Од лешманиоза станува збор за дете на возраст од 2 години, кое што е лекувано на клиниката за детски болести во Скопје и е излекувано. Најголем број на случаи имавме 2011 година 5, од тогаш поединечни случаи, значи 1 до 2 случаи годишно се регистрираат, а сме имале и години кога не е регистриран воопшто ниту еден случај.